Почитувани граѓани, извештајот кој што го имаме пред нас за работата на Судскиот совет е извештај кој што сведочи за катастрофалната состојба во судството во Република Македонија. Извештај кој што сведочи за неправдите со кои што се соочуваат граѓаните на Република Македонија кога ќе тргнат да бараат правда по македонските судови. Денес, ако не сте миленик на власта и се најдете пред суд во Република Македонија, сте во полоша ситуација одошто слугата Јернеј од истоимената книга. Наспроти празните реторики и статистики од овој извештај, реалноста е дека реформските приоритети во областа на судството, утврдени од Европската комисија во 2015 година, или воопшто не беа исполнети, или пак активностите кои што се превземени за нивно исполнување не беа доволни за постигнување на реформските цели. Овој извештај, кој што денеска е пред нас, ги потврдува резултатите од едно истражување кое што вели дека не постои доверба дури ни кај судиите во работата на Судскиот совет на Република Македонија. Органот кој што треба да гарантира независност на судството ги добива најниските оценки од судиите. Минимална или никаква доверба. Тоа е резултат на начинот на избор на членовите на Судскиот совет, квалитетот на предложените кандидати, но и на нивната работа. Место да се гарант на судската независност, Судскиот совет се претвори во спроведувач на волјата и наредбите на владата. Всушност, и снимките кои што беа презентирани во проектот Вистината за Македонија покажаа дека судиите во Република Македонија се избираа од кандидати од тефтерчето на Горде. Тогашната председателка на судот, на Судскиот совет, била чест гостин во премиерскиот кабинет за да ги слушне наредбите на извршната власт. Однесувањето на Судскиот совет денеска и на судиите во моментот покажуваат дека и денеска праксата продолжува. И кога имате таков избор на судии, како последица на тоа се двојните стандарди во судењето, заради што доаѓа до уназадување на судството, што е констатирано и во извештајот на Европската комисија. Од тие причини е и оценката единица која што е дадена во областа на судството. На тие состојби требаше да се осврне извештајот на Судскиот совет и да даде аргументи зошто судството во Македонија е оценето со единица и зошто Европската комисија регистрира назадување во областа на правосудството. Во прилог на партизацијата на судството и отсуството на реформи за прецизирање на критериумите за оценување и унапредување на судиите е практично и незаинтересираноста на власта во оваа сфера да се воведат прецизни критериуми кои што ќе нудат гаранција на судиите. Сегашниот систем на унапредување на судии не ги става во преден план стручноста и интегритетот на судиите, туку тие се во насока на уште поголемо отварање на вратата за политизирање на судството и сервилност на судиите кон автократското мнозинство во Република Македонија. Затоа имаме парадоксални одлуки. Да ве потсетам на некои од нив. Во мај оваа година Основниот суд Скопје 1 одреди притвор за 15 лица кои протестираа против власта. Тие беа обвинети и притворени заради користење на правото на протест, заради користење на правото на јавен собир, заради тоа што се осмелиле
да протестираат против самоволието на власта и против одлуките на господинот Ѓорги Иванов да помилува криминалци. Наспроти овие скандалозни притвори, судиите паѓаат во несвест кога сослушуваат високи представници на власта и не се осмелуваат да изречат притвор или мерки за безбедност за лица на власта кои што се обвинети за тешки кривични дела од страна на специјалното јавно обвинителство. Затоа, кога специјалното јавно обвинителство вели дека во ВМРО ДПМН постои злосторничко здружение, тоа е сосема точно, но за жал, тоа злосторничко здружение допира дури и до судството. Она кое што треба да ги суди и да ја врати правната држава во Република Македонија. Тоа можете да го видите и во извештајот на Судскиот совет. На страна 5 од извештајот пишува за одлуки за временно упатување на судии од еден суд во друг. Но тоа што не го пишува, а јавноста го знае, е тоа дека дел од тие судии се делегирани, особено во Основниот суд Скопје 1, заради тоа што се партиски подобни и послушни судии кои треба да ги минираат постапките на специјалното јавно обвинителство. Зад презентираните бројки во извештајот на Судскиот совет се крие трагичната слика за судството во Република Македонија. Тоа ви е потврдено и во извештајот на Прибе, каде пишува дека во Република Македонија во судската пракса има политички случаи, што е недозволено во една правна држава. Во овој извештај е констатирано и селективност во постапување во случаи кои што се поврзани со скандалот за прислушкување, што уште еднаш е потврда за целосната партизираност на Судскиот совет, која потоа како рак рана се пренесува и на судството. Но бидејќи представниците на актуелната власт и владеачкото мнозинство честопати се обидуваат да ги негираат извештаите на меѓународни организации, на странски организации кои што се релевантни во својата област и бараат некакви теории на заговор во нивните извештаи, јас ќе ви посочам и на еден домашен извештај кој што зборува за катастрофалната состојба во судството, а тоа е извештајот на народниот правобранител кој што ова владеачко мнозинство го има избрано. Народниот правобранител во својот извештај пишува дека граѓаните со потешкотии ги остваруваат правата во областа на правосудството поради долготрајни постапки, што всушност е повреда на правото на судење во разумен рок. Исто така, народниот правобранител констатира незадоволство на граѓаните од првостепените судски одлуки, при што се наведува дека истите се донесени под притисок или од коруптивни причини. Но во извештајот на народниот правобранител е забележано и незадоволство на граѓаните од работата на Судскиот совет, главно поради неодговарањето по поднесените представки и барања од граѓаните. Од сето ова јасно се наметнува заклучокот дека Судскиот совет не се однесува како орган кој што е во функција на граѓаните, судиите и правдата. Дека не се однесува како орган кој што треба да придонесе за враќање на владењето на правото во Република Македонија, туку напротив, овој орган се претвори во извршител на политичките наредби на Груевски и фамилијата. Орган кој што ги држи уздите на судиите и го невозможува спроведувањето на правдата во Република Македонија, кој што невозможува враќање на правната држава и на владењето на правото во Република Македонија.
Почитувани граѓани, потребни се темелни реформи во областа на судството. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ја превземаат обврската по доаѓањето на власт да спроведат темелна реформа во судскиот совет, во судството, што ќе овозможи правда, правичност и достапност на правдата до сите граѓани на Република Македонија, без оглед на нивната политичка припадност, без оглед на нивниот општествен статус, без оглед на нивниот имотен статус, судство кое што ќе биде навистина независно и судство кое што ќе биде во одбрана на владењето на правото и правдата во Република Македонија. Ви благодарам.